Здраво, ученици! Денеска ќе учиме една нова лекција. Лекцијата се вика светлина. А по предметот Основи на природни науки. Јас сум наставничката Милица и се надевам дека ќе научиме нешто ново денес. Знаете ли што е тоа светлина? Светлина е енергија. Со помош на светлината можеме да гледаме се околу нас. А гледаме со што? Со нашите очи. Светлината има своја патека. Погледни на илустрацијата. И гледаш да отворите на хартијата, тие се во кружна форма. А жолтата линија што поминува низ круговите е патека на светлината. Од каде доаѓа светлината во природата? Сигурно се прашуваш и ти. Светлината во природата доаѓа од сонцето. Сонцето е најголем извор на светлина. А кога сонцето ќе заспие, тогаш ќе биде ноќ и нас не се спие. Но на небото се појавува месечината и звездите и небото од нив добива светлина. Дали постојат предмети кои светат, кои даваат светлина? Се разбира дека има предмети кои ни даваат светлина. Што вклучуваме дома кога ќе се стемни? Сијалица. Таа ни дава светлина. Кои други предмети дома светат? Лустери, ламби, селичките на новогодишната елка. Да, тие предмети дома ни даваат светлина. Но кога нема струја, понекогаш и тоа се случува, нели? Како тогаш да го светлиме станот? Се сеќаваат старите, но знаат мама и тато, а сега ќе научиш и ти, дека дома секогаш чуваме свечи. И кога ќе снема струја, тогаш ќе запалиме свеча и таа ќе ни го осветли просторот. Во некои домови, кај што се горат дрвја во камините, светлината од оганот го осветлува просторот кај што живееме. Но постојат и други предмети што даваат светлина и што светат. Кои се тие? Кога ќе светне црвеното, тато застанува со автомобилот. Кога ќе светне зеленото, тогаш ќе помине улицата. Да, тоа е семафор. И семафорот свети. Светат и фаровите од автомобилите на родителите, но светат и светлата на специјалните возила, како што е, например, полиција. Насекаде има светлички предмети, но само ти треба да ги воочиш. Светлината патува. Таа може да помине низ предмети, но низ кои предмети може да помине светлината? Низ материјали и предмети што ја пуштаат да помине. Например, еден таков материјал е стаклото. Од што се направени прозорците? Од стакло. Стаклото ја пропушта светлината и затоа нашата соба е светла. Светлината може да помине низ други материјали, процирни, што ја пропуштаат светлината, како например најлон. Но постојат предмети кои не ја пропуштаат светлината да помине. Например, нашето тело не ја пропушта светлината да помине и затоа формира сенка. Ајде да излеземе надвор или излези надвор и најди ја својата сенка. Тоа значи дека светлината, твоето тело не ја пропушта светлината и затоа се направи сенка. Постојат од сите предмети сенка. Сенка од на дрвото, сенка на пантерата, сенка на автомобилот, сите предмети што не ја пропуштаат светлината, прават сенки. Светлината и се одбива од предметите. Погледни во огледало. Огледалото не е стакло. Еден вид на стакло, но огледалото не ја
пропушта светлината, туку ја одбива. И кога ќе се погледнеш во огледало, си го гледаш собствениот лик. Тоа значи дека светлината не поминала низ огледалото, туку се вратила назад, и тоа се вика прекршување на светлината. Затоа можеш да се видиш во огледало. Понекогаш и се прекршува светлината, кога поминува во друг медиум. Таа не патува само низ воздухот, може да патува и низ водата. Кога светлината поминува низ вода, таа се прекршува, па предметите изгледа поголеми. Кога ќе влезеш во базен или кога си на езеро, погледни долу. Ќе видиш дека твоите нозе изгледаат многу поголеми. Тоа е само заради тоа што светлината се прекршува. А дали светлината има боја? Ајде да правиме балони од сапуница. Тогаш можеш да ја видиш бојата на светлината. Боите на светлината можеш да ги видиш и на виножито. Запомни ли? Овде имаш пример на виножито со сите бои на виножитото од левата страна. А ти сега запомни по обој во виножитото со боите на светлината. А сега слушни ја песничката за боите на виножитото. Се надевам дека ќе ти се допадне. Оваа лекција беше интересна. Ќе научиш за светлина. Чао! Žuto, violetovo i zeleno, sino, portokalovo i crveno. Bojte od vinožita, ko krasa nebo to, ko